Цената на житото од новата реколта би требало да биде 18 денари за килограм, за да производителите оваа година не нижат загуби. Од лани до сега тие имаат зголемени трошоци на сите фактори за производство. Па мислам испод 18 денара ако биде земјоделец ќе не може да се покрие. 18 денара за пшеница и за јачмин. Ние очекуваме максималната откупна цена, сега се зависи од купувачите. Тоа е најголемиот проблем во нашата Република Македонија. Која е таа максимална цена според вас? Па максимална цена е испод 18 до 19 денари за килограм пшеница и 14 до 15 за килограм јачмин не се исплати надоле производство. Дополнителните трошоци најмногу се скокнати во делот на работната сила, нафтата и препаратите. Дополнителни трошоците се зголемија за дупло, па и повеќе од дупло. Прво нафтата рипна негде, да не збореме колку, 50%. Хербицидите се качени, приоритетски се на дупло качени и се е тоа зголемување на трошоците за производството на житариците. Со покачувањето на нафтата се носе поскапо добаѓа производството. Со таа ласка цена што беше 12 денара земјоделците ќе не може да се покријат. Резервни делови се качија, качува се ѓубрето. И ние земјоделците сме оставени сами по себе да се сналаѓаме. Во моментов, посевите со пченица се во добра состојба, но без дожд во наредните денови или наводнување кај што има можност, приносите нема да бидат рентабилни. Посевите во моменталната состојба се задоволувачки, моментално и треба врнежи од дожд. Најбитното нешто што може да биде, ѓубрето е фрлено, пестициди и хербициди се напрскани и се чека само дожд и да растението си го каже своето. Посевите на пшеница моментално се добри, само трпат малку, има недостаток на врнежи. Во добра кондиција се, на време е фрлено ѓубре, третирано против трава и ред други работи, да само се чека дожд. Минатата година откупната цена на пченицата беше 12 денари за килограм и на производителите тие не и беа доволни за покривање на трошоците. Македонија годишно произведува 200.000 тони лебно жито, што не е доволно за покривање на потребите од 370.000. Разликата од 170.000 тони се обезбедува со увоз и по цена пониска од онаа на домашниот пазар, како и сосема мал дел од 9.000 тони од домашните стокови резерви.